Знаете ли колку ни исплашивте? Знаеме. Знаеме. Ние го баравме цвеќето што исполнува желби. Еј, Керкичке моја, дојди седни. Не тагувај. Не тагувај, Керко. Јас знам дека сестра ви ја кажала таа приказна, знам се. И јас ја раскажав неизеднаш. Тогаш беше моја керка. Сега повеќе не е. И таа исто како вас сакаше да го најде цвеќето што исполнува желби. Знаете ли, девојчиња, што ни кажува оваа приказна? Ни кажува дека ако некој сака нешто многу, тогаш неговото срце треба да биде чисто, чисто, многу чисто. Толку чисто за ништо да не му смета. Ме разбираш ли, Керко? Ајде, те молам, немој да плачеш, душо. Е тогаш ке може да го најде цвеќето што исполнува желби. Каде е ова цвеќе? Позади највисоката планина. Највисоката планина каде е? Во приказните. Нели е така, во приказните. А каде сме ние? На Пилистер. Е, тоа цвеќе не вирее тука. Посакувам да вирееше. Не плачи, Керко. Не плачи. Ова ли е цвеќето што исполнува желби? Ке се среди ли сега се, мамо? Ке се среди. Значи дека се ке се среди. Чисто ли е моето срце, мамо? Многу. Многу. Каде бевте вие, деца? Знаете ли колку не исплашивте? Немој да викаш, со помош на Господ ги пронајдовме. Да си жива, господјо Бедија. Како да ви се одолжам? Кажете ми како. Алал да ти ема, Фатма, па ние сме си наши. Ти благодарам. Фатма, фала му на Господ ги најдовме. Тето Муневер, Кажи, невресте. јас мислам дека веќе стана многу доцна. Да не се враќам јас дома, да останам кај вас. Керко, ти да не си полудела? Ама навистина полудела. Керко, не вресте. Ајде пред мене да те однесам дома кај мајка ти. Јас ќе останев кај Намик, не е ли Намик? Не е така. Боже, ова навистина се пореметила. Фатмичке, остане ми со здравје. Ајде со здравје. А ти пред мене. Ајде. Ајде, дојдете. Ајде, веднаш да одите горе. Ајде, деца, ајде. Тасим Ефенди прифати да ја продаде нивата. Ако ја продаде по своја желба, ќе биде од негова корист. Ако се предомисли и ако рече дека нема да ја продаде, ќе треба да најдеме друг начин за да го убедиме. Ме разбираш, нели? Како? Ако треба, ќе му ја земеме земјата со сила. Но, за да го сториме тоа, ќе треба да најдеме млади бугари. Лесно за тоа. Ке ги најдеме. Пасков и брат му се тука. Добро. Исто така, треба да најдеме луѓе од муслиманската заедница, кои што ќе работат со нас и ќе шпионираат за нас, муслимани. Тоа нема да е лесно. Господине Петрос, парата ги отвора сите врати, сите врати. Немојте воопшто да се грижите. Така е, Никола. Така е, секако дека е така, Петрос. Од секогаш било така. Може ли да седнам, Зарифе? Повели да ме ирам.
Времето залади. Да, Полека се ближи зима. се ближи. Заспаа децата? Заспаа. Господе, колку ни исплашија денеска. Навистина многу не исплаши. Ама фала му на Бога ги најдовме. Фала му на Господ. Дај Боже и Вахиде да ја спасат. Амин, дај Боже. Дај Боже. Ти добра ли си? Тешко е. Знам дека е многу тешко. Ова нема да има крај. Го знаеш тоа. Зошто велиш така да мерам? Зошто сите го велите истото? Зошто никој не сака да не разбере? Ние не правиме ништо лошо. Зарифе, не правите ништо лошо. Ама објасни му го тоа на Песочан. Ни муслиманите, ни христијаните ќе разберат. Не можеш да му го објасниш тоа никому. Се загрижив за вас. Тука сме. Знаеш ли што размислувам? Многу одамна, кога бев детенце, Вахид имаше 2 години, ти беше во пелени. Се седевме вака, девојчињата се уште не беа родени, а мајка ми беше помлада од тебе. Белата брада и коса на татко ми беа црни. Видов дека на татко ми почна да му побелува косата и се зачудив. И прашав што е ова, бев збунета и мајка ми рече дека секогаш кога децата ќе сторат нешто лошо, мајките и татковците се загрижуваат и им побелува косата. Многу се исплашив и многу се натажив. Бев премногу исплашена и збунета. Не им кажав дека скршив еден глинен сад. И потоа, детски памет, сватив дека поради мене почнала да му побелува косата на татко ми. Многу натажив кога се омажив со Хасан. Постојано мислав на тоа. Размисли, сестричке. Татко ми веќе одамна нема црна коса. Ама се плашам дека на мајка ми ќе побеле косата за една вечер. Доаѓа господја Бедија. Господја Бедија ли? Дада Бедија? Јас сум, јас. Што е Дада Бедија? Нели ја одведе невресте дома? Ја однесов. Зошто се врати? Се вратив, ете. Во ред, онака прашав. Само прашав. Џабар Ефенди е во Битола. Во толкова куќа не можам да седам сама. Ме разбираш ли, Мерјам? Сега јас полека да си одам, Петрос. Добра ноќ. Добра ноќ и за тебе. Никола Ефенди, и градинарите и тутунарите се во тешка состојба. Минатата година се прошири некаква болест. Нивите не дадоа никаков плод. Ке одиме и таму еден ден. Ке одиме и тамо, Петрос. Ако треба, ке одиме дури и до Скопје. Ајде, добра ноќ. Ајде. Фатма! Јас ти ветив и еве ти ја донесов ќерката.
Среќен Бајрам. Бајрам. Ајде, синко, бакни му ја раката на чичко ти. Јас ќе одам, ако ви затреба ништо, побарајте од Али. Каде ќе одиш? Ќе одам во градот. Во градот ли? Бајраме, треба да купам нешто? Никому ништо не кажувај за мене во градот, те молам. Излези надвор, Али. Зошто не сакаш да зборувам за тебе? Од кого бегаш ти? Ако кажеш, ќе дојдат веднаш, за да ме убијат. Ќе кажеш ли? Не кажувам. Синко, не тргај го погледот од него. И немој да го испушташ оружјето од рака. Добро, мајко. Ајде. Јас ќе одам горе. Хусмен, дојди кај тато. Дојди кај тато. Дојди. Хусмен, ајде да ја разбудиме мама. Етеа, мама, се разбуди. Сине. Ајде, оди кај мама. Јас дојдов. А ти ли си дојде, Рамис ефенди? Рамис, Молам, се врати ли? се вратив. Ти се смееш. И керка ми ја донесе, така? Така е. Ја донесов. Што ти сторија? Ништо, мамо. Дали ти направија нешто? Дојдете, девојчиња. Ох, Мустафа, добре дојде. Ајде, со среќа, нека е Ти Вахиде. благодарам, Дилане. Керко Вахиде, добре дојде. Добре дојде, Керко Вахиде. Ох, добре. Жени! Слушајте ме добро! Подгответе една убава трпеза во чест на Вахиде. Денеска знаете дека е Бајрам, така? Тогаш мажите право на бајрамска молитва. Ајде, ајде! Ајде. Ајде, одете таму. Не плачи, мамо, не плачи.
Што ти стори, а? А не е ништо, не е Дада ништо. Фатма, да ја поставиме трапезата во дворот, што велиш? Може. Ајде, Било ајде. добро. Ајде, жени, Ајде. ајде. Рамис Ефенди, Молам, сакам да ти кажам нешто. не ми кажувај. Рамис Ефенди, сакам нешто сега да ти кажам. Подосна ќе ми кажеш. Ама сега треба да ти кажам. После молитвата ќе ми кажеш. Рамис Ефенди. После молитвата! Ајде, одиме! Муса, слушај ваму. Однеси ги овците во трлото, а јас одам на байрамската молитва. Добро, ќе ги однесам. Ајде луѓе да ги однесеме овците во трлото. Соберете ги одовде. Добар ти ден, Джабар Ефенди. Добар ден. Јас сум кројач од Никола. Кројач. Кројач Никола? Може би сега не е вистинско време, но сакам да те прашам нешто. Прашај. Слушнав дека вие сте биле собственик на дуќанов до вас. Така е. Дали мислите да го продадете? Ич, не мислам кројачу Никола. Така ли? Така ми како? Сега извинете ме, треба да одам во џамија, да стигнам на байрамската молитва, разбираш? Ајде, имај убав ден. Ајде, со здравје. Алекс? Алекс? Каде да ги оставам, Бајтар Ефенди? Ајде, ако може, горе да ги ставиме. Ајде да видим.
Dobro utro. Zdravo. Srećen Bajram. Dobro utro. Ajde, srećen Bajram. Srećen Bajram. Radi se, Srećen Efendi. Bajram. O, Džabar Neka nije Efendi. srećen praznik. Srećen Bajram. Dobre dojdeme. Dobro se najdov. I završili rabotite? Završim se. Aj, so zdravje, dobar si. Dobar sam. Ajde, srećen Bajram. Srećen Bajram. Bakni biraka, ajde. Srećen Bajram. Srećen Bajram, Džabar Srećen Efendi. Bajram. Мамо, што се случи сега? Ништо, не е ништо. Добро. Се собрахме овде на овој голем ден да се помолиме. Исламот е добронамерна религија, а овие бајрами се најдобрите докази за тоа. За бајрам скараните се смируваат. Богатите, сиромавите, младите и старите, секој со секого си го честита бајрам. Зарефе, што е на мама? Не знам. Мамо, остави ме јас да зборувам со тато. Јас знам дека ти во оваа нервоза ќе кажеш нешто погрешно. Ти тоа што ми го кажа, јас истото ќе го кажам. Доколку има нешто погрешно во тоа што го кажа, јас не се мешам во тоа. Истото ќе му го кажам на твојот татко. Па потоа ти, како и каде сакаш, оди си. Не ме интересира. Се уште не сте доволно излечени. Лековиве што ви ги кажав да ги испиете. Разбрав, докторе. Пушти! Татко ми не дојде ли? Не дојде, господине. Го известивте ли дека денес ќе излегувам? Ние го известивме. Дај ваму. Тргни се. Деца, ајде, послушајте ме, ајде на мијање раце и потоа на јадење. Машала. Колку пораснал. Што е ова волку мирно? Каде се задржа овие? Ке си дојдат сега. Среќен Бајрам на сите! Ти се исто. Полека ќе паднеш. Нами каде? Зошто прашуваш невреста? Татко ми сака да го види. Татко ти ли? Татко и на невреста не беше оне малиот Осман? Да, тоа е. Нами отиде во џамија да се помоли. Вистина! Па и татко ми е во џамијата. Ајде. Никогаш да не заборавите, исламот е добронамерна религија на братство. Ајде сега да почнеме со бајрамската молитва. Влези. Среќен Бајрам, командире. За многу години, Илјас, и тебе исто. Командире, Алекс и луѓето што се тепа, уште се во затвор. Што да правиме? Да ги пуштиме ли? Пушти ги, Илјас. Но донеси ги прво кај мене. Разбирам, командире. Што ме гледаш така, Али? Како да те познавам од некаде. Така ли? Јас како да сум те видел тебе порано. Каде би можел да ме видиш, Али? Да си ме видел ти мене и јас тебе ќе сум те видел, нели? Ама јас од некаде те познавам.
Да ти дадам вода? Дојдете, Оно черкички. што доаѓа, нели е Џабар Ефенди? Да, господе, тој е. Леле, колку се израдува дека го гледа. Џабар Ефенди. Душо моја. Добро ми дојде. Добро ми Добро дојде. те најдов. Среќен Бајрам. Дојде. Бајрамот да ти е за многу години. Добре дојдовте сите намик, синко. Ајде, среќен Бајрам. Среќен Бајрам. Среќен Бајрам. Среќен Бајрам. Мамо. О, убав тој на мајка. Среќен Бајрам. Среќен Бајрам. Среќен Бајрам. Многу долго остана Џабар Ефенди. Многу ли ти не достига? Слушни ме сега што направив. За сите пари што ги имав, земав големо стадо овци, големо стадо. Знаеш ли што значи тоа? За Курбан Бајрам сите ќе купуваат месо од кај мене. Ох, колку убаво. Убаво си направил Убаво Џабар направив, Ефенди. убаво. Види. Ајде, добре дојдовте. Среќен Бајрам. Намик, Повели, татко и на невреста те барал за некоја работа. така ли? Така е, не го видел? Не сум го видел. И тој бил во џамијата. Не се сеќавам јас. Него го викале малиот Осман. Како тоа мал? Па може би затоа и не сум го видел. Јас било ми подобро да не го видиш. Зошто? Ете така. Мал ли е? Многу е смешно. Смешно е. Доколку уште една се степате, нема вака лесно да ве пуштам. Ме слушнавте? Ме слушнавте ли, реков? Слушнавме. Добро. Сега одете си одовде. Тргајте пред мене. Ајде да видиме. Нека ви е на здравје. На здравје. На здравје. Моја вакиде се спаси. Јас оздравев, си го честитавме Бајрам со убаво. И ете сега дојде време. Зашто, татко Рамис? Како зашто? За свадбата на мојата ќерка Вакиде со син ми Мустафа. Сега убаво послушајме, Фатма. Дворов убаво ќе го украсиме. Насекаде ќе ставиме фенери. Насекаде фенери. Ќе поставиме многу големи маси и сите роднини и комши, сите селани и деца, сите ќе ги викнеме. Ќе викнеме и зурни и тапани. Вака да свират на зурла, а чорбите нека си вријат во казалите. Рамис Ефенди. Кажи, круно на мојата глава. Треба да ти кажам нешто многу важно. Кажи. Не, тато, подобре јас прво да ти кажам. Земи го детево. Дојди внатре, Рамис Ефенди. А со ова што ќе биде? Тато, треба да ти кажам нешто. Дојди внатре. Ти почекај. Повозрастните зборуваат. Ти остани овде. Тато. Реков остани овде. Алекс, слободен си. Пред да заминеш ќе треба да појдеш кај командирот Џезми. Каде? Кај командирот Џезми. Добро. Кажи што имаш да кажеш. Рамис Ефенди. Молам? Алекс дојде овде. Џабар Ефенди, ни е полека да си одиме, а? Така велиш? Така. Тоа ајде да одиме.
Ајде со ваша Ајде и ние дозвола. да си одиме. Дилавере ние да си одиме. Што се случува овде? Зошто си одиме, мамо, што убаво си седевме? Ајде, пријатно. Останете Одиме со дома. здравје, ајде. Ајде, Ајде, пријатен убав ден. ден. Ајде, останете со здравје. Убав ден, бате. Пријатен ден. Ајде, пријатно. Пријатен ден, бате. Довидување. Што има, Вахиде? Не знам ни јас. Дадо, што се случува, жити Бога? Овој Алекс сакал да се ожени со Зарифе. Да се ожени ли? Да, сакал да стане муслиман. Муслиман ли? Аха, Рамис Ефенди. Всушност, овие одамна се допишувале, а ние не знаевме. Овие одамна се одлучиле. Разбираш? Одамна. Што одлучиле? Што одлучиле? Рамис Ефенди, послушај ме. Знаеш ли што кажа Зарифе? Што кажа? Кога дада Вахиде ќе се спаси и ќе се врати дома, јас тогаш... Тогаш кажи. Тогаш јас ќе се омажам со Алекс и ќе си заминам од оваа куќа. Ете така кажа, жими Господ вака кажа, жими се вака кажа. Ќе си оди од оваа куќа, така ли? И тоа знаеш како ги кажа овие работи? Вака, исправено, застана пред мене и гледајки ме во очите, тоа баш ми го кажа. Не се растажувај. Сега кажи ми мене, јас што да правам? Што да правам? Алекс, оди зборови со Алекс. И разубеди го од ова, Рамис Ефенди. Јас видов дека нашата нема да се откаже. Оди зборови со Алекс. Најпрво со Зарифе ќе позборувам, па потоа со Алекс. Со Алекс ќе зборувам. Добро. Мајка ти што зборува вистина ли е, Зарифе? Вистина ли е, реков? Вистина е, тато. Тато, застани. Тато, застани. Послушај ме еднаш. Еднаш слушни ми, потоа оди каде што сакаш. Те молам. Зарифе! Оди си во соба. Оди, реков! Чичко Рамис? Чичко Рамис? Што се случува? Оди прашај сестра ти. Зошто се врати во Песочан, Алекс? После толку време, зошто се врати? За да се оженам со Зарифе. Се слушаш ли што зборуваш, Алекс? Слушам. Јас ќе станам муслиман, командире Джизми. Влези. Командире, пред малку дознав дека се вратил Рамис Ефенди. А Вахиде? Ја спасиле Вахиде. Сите се вратиле живи и здрави, и капетанот, и Макамот и Мустафа. Фала му на Господа. Мустафа жив ли е? Да, жив е. Зарефе, како можеш да направиш вакво нешто? Како тоа си кажала, никого не слушам, ќе одам со Алекс. Ти нормална ли си? Ке се венчале. Ау, така ли? Да, дадо. Ке се земам со Алекс. Што има тука лошо? Ти на вистина побудале, Зарифе. Дадо, повеќе нема да има пречки меѓу нас. Ти велам, Алекс ќе стане муслиман. Ти дали си нормална? Се слушаш ли што зборуваш? Не троши сила попуста. Јас си кажав се што требаше да ја кажам. Ама не разбира мојата сестричка. Добро, Зарифе. Сестричке, дали можеш да ми објасниш како е можно тоа? Зошто да не е можно? Нашата религија е отворена за сите, нели?
Секој што ќе сака да стане муслиман, ќе стане муслиман, така? Дадо, се сеќаваш колку многу сакаше да се омажеш со Хасан? Тато најпрво не ти дозволи? И се сеќаваш колку многу страдаше и колку плачеше? Ама потоа се убаво заврши. Се земавте, живеете заедно, си имате и детенце. А ти? Кога одлучи да се омажеш со Мустафа? Мустафа беше бегалец. Не беше можно да се земете. Сите тешкоти ги надминавте заедно. Ете, сега ќе бидеш негова невеста, ќе си се омажиш, ќе си имате деца. А јас? Јас каков греф имам? Јас сакам да станам невеста во бело. Да се омажам со човекот кој го сакам. Да имаме деца. Сакам да сум среќна. Немам право на ова? Јас немам право на ова, Дадо.